Убавицата и ѕверот. Си живееше еднаш еден трговец кој беше многу богат. Имаше 6 деца, 3 сина и 3 ќерки. И бидејќи беше многу умен човек, не штедеше ништо за воспитувањето на своите деца и им најде најдобри учители. Ќерките беа многу убави, но на најмладата и се восхитуваа најмногу и кога беше малечка, ја викаа само убаво дете. Така тоа име и остана и незините сестри многу и завидуваа поради тоа. Покрај тоа што беше поубава од своите сестри, беше и подобра од нив. Двете постари сестри беа многу дегноглави затоа што беа богати. Се правеа важни и не сакаа да ги примат на посета другите трговски ќерки. Сакаа да се дружат само со отмени луѓе. Секој ден одеа на бал, на театар, на прошетки и се подсмеваа на најмладата сестра затоа што најголемиот дел од времето го поминуваше читајќи добри книги. Бидејќи сите знаеја дека девојките се многу богати, голем број видни трговци ги бараа за жени, но двете постари одговараа дека ќе се омажат само за војводи или барем за барони. Убавицата, бидејќи ви реков дека најмладата е викаа така, пристојно им заблагодаруваше на оние што ја бараа за жена, но им велеше дека е се уште премногу млада и дека сака уште неколку години да му прави друштво на татка си. Неочекувано, трговецот го загуби сиот свој имот и му остана само една мала полска куќичка што беше далеко од градот. Плачејќи, тој им рече на своите деца дека ќе треба да отидат во таа куќичка и дека ќе можат да живеат таму работејќи како селани. Двете постари ќерки одговорија дека не сакаа да го напуштат градот и дека има многу луѓе што би биле пресреќни да се оженат за нив, иако повеќе не се богати. Но кутрите господјици се лажеа. Сега, кога беа сиромашни, никој не сакаше ни да ги погледне. Бидејќи никој не ги сакаше затоа што беа горделиви, сите велеа: не заслужуваа човек да ги жали. Мило ние што ги гледаме понижени, горделивки ниедни. Нека се прават важни сега додека пасат овци. Но истовремено сите додаваа: за убавицата ни е навистина жал што е несреќна. Таа е толку добра, кротка и чесна. Дури имаше неколку отмени младичи што сакаа да се оженат за неа, иако сега немаше ни скршена пара. Но таа им рече дека не може да го напушти својот кутр татко во неговата несреќа и дека ќе отиде со него в село за да го теши и да му помага. Кутрата убавица беше многу тажна затоа што го загуби богатството, но си рече со умот: и да плачам, солзите нема да ми го вратат имотот. Треба човек да се обиде да биде среќен и без богатство. Кога стигнаа во полската куќичка, трговецот и неговите 3 сина почнаа да обработуваат земјата. Убавицата стануваше во 4 часот наутро и почнуваше да ја чисти куќата и да подготвува појадок за семејството. Сопрво и беше многу тешко, бидејќи не беше навикната да работи како слугинка, но за 2 месеца стана посилна, а напорната работа и го зацврсти здравјето. Откако ќе ја завршеше работата, таа читаше, свиреше на клавсен или пееше предејки. Незините сестри, напротив, умираа од здодевност. Тие стануваа во 10 часот, по цел ден се шетаа и жалеа за убавите алишта и за поранешното друштво. Гледај најмладата сестра, си велеа едни со друга. Има толку ниска и глупава душа, што е среќна во својата несреќна положба. Добриот трговец не мислеше како неговите ќерки. Тој знаеше дека убавицата е поспособна да блеска во друштвото и се восхитуваше на добродетелта на својата најмлада ќерка, а особено на незината стрпливост, бидејќи на постарите сестри не им беше доволно тоа што ја оставаа нејзе целата работа во куќата, туку постојано ја навредуваа. Помина 1 година, откако семејството живееше осамено, кога трговецот доби едно писмо со кое му јавуваа дека еден брод со негова стока пристигнал среќно. Таа вест речиси им ги сврте главите на двете постари сестри, кои помислија дека најпосле ќе може да го напуштат селото, каде што им беше толку многу здодевно. И кога видоа дека татко им се готви да тргне на пат,
Почна да го молат да им донесе фустани, крзнени наметки, шапки и секакви други ситници. Убавицата не бараше ништо, бидејќи во себе си помисли дека сите пари од стоката нема да стигнат ни за она што го бара незините сестри. Не ме молиш да ти купам нешто? Ја праша таткој. Штом сте толку добар да мислите на мене, му одговори таа, ве молам да ми донесете една ружа, бидејќи овде нема ружи. На убавицата не и беше толку дојдено до ружата, но не сакаше со својот пример да ги посрамоти сестрите, кои би рекле дека сака да се истакне со тоа што не бара ништо. Добриот човек отпатува, но кога стигна, против него беше поведен судски процес заради стоките и откако многу се изнамачи, си тргна на кај дома исто толку сиромашен како што беше пред тоа. Требаше да помине уште 30 милји за да стигне дома и веќе се радуваше затоа што ќе ги види своите деца. Но бидејќи требаше да помине низ една голема шума пред да стигне до својата куќа, тој се загуби. Страшно снежеше, а ветрот дуваше толку силно што 2 пати го турна од конјот. Кога се стемни, тој помисли дека ќе умре од глад и студ или ќе го изедат волците што завиваа околу него. Одеднаш, гледајќи кон крајот на еден долг дрворед, виде некаква голема светлина што му изгледаше многу далечна. Тргна во тој правец и виде дека светлината доаѓа од една голема палата што беше целата осветлена. Трговецот му заблагодари на Бога за помошта што му ја прати и побрза на кај замокот, но многу се изненади кога во дворот не најде никој. Конјот, што одеше по него, виде една голема штала што беше отворена и влезе во неа. Кога најде внатре сено и зоб, кутрото животно, што умираше од глад, почна лакомо да јаде. Трговецот го врза конјот во шталата и тргна на кај куќата. Каде не најде никој, но кога влезе во една голема сала, најде убав оган и маса со јадење, што беше сервирана само за еден човек. Бидејќи беше целиот накиснат од дождот и снегот, се приближи до огнот да се исуши, велејќи си со умот: Господарот на куќава и неговите слуги ќе ми простат за слободата што си ја давам и сигурно бргу ќе дојдат. Чекаше доста време, но кога отчука 11 часот, а се уште не се појавуваше никој, тој повеќе не можеше да му се спротиставува на гладот и зеде едно пиле што го изеде на 2 залака и целиот расреперен испи неколку голтки вино и, охрабрувајќи се малку, излезе од салата и помина низ неколку големи простории со величествен мебел. Најпосле најде една соба со убав кревет и, бидејќи беше мината полноќ, а тој беше уморен, реши да ја затвори вратата и да си легне. Кога се разбуди утредента, беше 10 часот и тој многу се изненади кога наместо своите алишта, што беа целите извалкани, најде сосем чиста облека. Палатава сигурно и припаѓа на некоја добра самовила што се сожалила над мене, си рече со умот. Погледна низ прозорецот и виде дека надвор повеќе нема снег, а ми се гледаат самоцветни грмушки што го обседнуваат погледот. Тој се врати во големата сала каде што вечераше претходната вечер и виде една масичка на која беше сервирана чоколада. Ви благодарам, господја самовило, рече гласно, што сте биле толку добра и сте мислеле на мојот појадок. Откако ја испи чоколадата, добриот човек излезе да го побара својот конј и кога минуваше под една грмушка ружи, се сети што му побара убавицата и скина едно гранче на кое имаше повеќе цветови. Истиот миг слушна силен шум и виде како му се приближува еден звер што беше толку страшен што тој за малку не се онесвести. Вие сте многу неблагодарен, му рече зверот со страшен глас. Јас ви го спасив животот при мајкиве во својот замок, а вие ми ги крадете ружите што ги сакам повеќе од се на светов. Морате да умрете за да поправите таа грешка. Ви давам само 4 час за да побарате прошка од Бога. Трговецот падна на колена, ги склопи рацете и му рече на зверот: Господар, опростете ми. Не мислев да ве навредам со тоа што скинав ружа за една од моите ќерки која ме замоли за тоа. Јас не се викам Господар, туку звер, одговори чудовиштето. И не сакам ласкање, туку сакам човек да го кажува она што го мисли.
Затоа не мислете дека ќе ме трогнете со своите ласкања. Но рековте дека имате ќерки. Ќе ви простам под услов една од вашите ќерки доброволно да дојде да умре наместо вас. Не разубедувајте ме, туку тргнувајте. А ако вашите ќерки одбијат да умрат наместо вас, заколнете се дека ќе се вратите по 3 месеци. Добриот човек немаше намера да му жртвува некој од своите ќерки на тоа грдо чудовиште, но си помисли во себе: барем ќе можам уште еднаш да ги избакнам. Се заколна дека ќе се врати и ѕверот му рече дека може да си замине кога сака. Но не сакам да си одите со празни раце, додаде тој. Вратете се во собата во која спиевте и таму ќе најдете еден голем празен сандак. Ставете во него се што ќе ви се допадне и јас ќе ви го пратам дома. Истиот миг ѕверот исчезна, а добриот човек си рече со умот: ако морам да умрам, барем ќе се тешам со тоа дека сум им оставил леп на своите кутри деца. Се врати во собата во која спиеше и таму најде многу златници. Го наполни сандакот за кој му зборуваше ѕверот, го затвори и земајќи си го конјот што го најде во шталата, излезе од палатата исто онолку тажен колку што беше радосен кога влезе во неа. Конјот сам тргна по една шумска патека и по неколку часа добриот човек стигна во својата куќичка. Неговите деца се собраа околу него, но наместо да им се радува на нивните милувања, трговецот почна да плаче, гледајќи ги. Во раката ја држеше гранката ружи што ја донесе на убавицата. И ја даде и рече: убавице, земи ги руживе. Твојот несреќен татко ќе ги плати многу скапо. И веднаш му раскажа на семејството за страшната доживеалица што му се случи. Кога слушнаа се, двете постари сестри почнаа да викаат и да ја навредуваат убавицата, која воопшто не заплака. Ете што предизвика дигноглавоста на оваа бедница, велеа тие. Зошто не бараше и ти ситници за облекување како што сторивме ние? Па да, господјицата сакаше да се истакне. Таа ќе биде причина за смртта на татко ни, па уште и не плаче. Тоа би било сосем непотребно, одговори убавицата. Зошто да ја плакувам смртта на татко ми? Тој нема да умре. Штом чудовиштето прифаќа една од неговите ќерки, јас ке се изложам на неговиот бес и ќе бидам среќна бидејќи со својата смрт ќе му го спасам животот на татко ми и така ќе му ја докажам својата љубов. Не, сестро, рекоа тројцата браќа. Ти нема да умреш. Ние ќе го најдеме чудовиштето и ќе загинеме ако не можеме да го убиеме. Не надевајте се на такво нешто, деца мои, рече трговецот. Моќта над ѕверот е толку голема што не постои никаква надеж дека некој може да го убие. Ме воодушеви доброто срце на убавицата, но нема да дозволам таа да умре. Јас сум стар, ми останува уште малку време за живење. Значи, ќе загубам само неколку години од животот и ќе ми биде жал само за вас, мили мои деца. Татко, рече убавицата, ве уверувам дека нема да одите во таа палата без мене. Не можете да ме спречите да тргнам со вас. Иако сум млада, животот не ми е многу мил. И повеќе сакам да ми изеде тоа чудовиште, отколку да умрем од тага за вас. Како што рековме, убавицата неизоставно сакаше да отиде во бабата палата, а незините сестри беа престрекни поради тоа, бидејќи незините добродетели им предизвикуваа завист. Трговецот беше толку обземен од тага поради тоа што ќе ја загуби својата ќерка, што воопшто не помисли на сандакот со златото. Но штом се затвори во својата соба за да си легне, многу се зачуди кога го најде крај својот кревет. Реши да не им кажува на своите деца дека станал толку богат, бидејќи ќерките бездруго ќе сакаат да се вратат во градот, а тој беше решен да умре на тој имот. Тајната ја довери само на убавицата, која му кажа дека, додека тој беше одсутен, кај нив доаѓале некои благородници и дека двајца од нив ги сакаат незините сестри. Го замоли татка си да ги омажи, бидејќи беше толку добра што ги сакаше и од се срце им простуваше за сето зло што го правеа. Двете лоши девојки си ги истрија очите со кромет за да плачат кога заминуваше убавицата со татка си. Браќата плачеа вистински, исто како трговецот.
Само убавицата не плачеше, бидејќи не сакаше да им ја зголемува болката. Коњот тргна по патот на кај палатата и вечерта ја забележа осветлена исто како првиот пат. Коњот само отиде во шталата, а добриот човек влезе со ќерка си во големата сала, во која најдоа маса величествено сервирана за двајца. Трговецот не можеше да јаде, но убавицата се присилуваше да изгледа спокојна, седна на маса и почна да го служи. Потоа си рече со умот: "Зверот сака да се здебелам пред да ме изеде, затоа ми дава толку убава храна." Откако вечера, слушнаа силен шум и трговецот се збогува, плачејќи со својата кутра ќерка, помисли дека доаѓа зверот. Убавицата не можеше да се воздржи да не затрепери кога го виде тоа страшно лице. Се смируваше само колку што можеше, а кога чудовиштето ја праша дали дошла доброволно, таа потврди треперејќи: "Вие сте многу добри", и рече зверот, "и јас сум ви благодарен. Добар човеку, вие одете си утре и никогаш да не помислите да се вратите овде. Збогум, убавица." "Збогум, зверу", одговори таа и чудовиштето веднаш исчезна. "Ах, ќерко моја", рече трговецот прегрнувајќи ја убавицата, "јас сум полумртов од страв. Те молам, остави ме мене овде." "Не, татко", рече решително убавицата. "Задутре ќе заминете, а мене ќе ме оставите на Божјата помош. Може би тој ќе се сожали над мене." Си легнаа мислејќи дека цела ноќ нема да заспиет, но току што се сместија на креветите, очите им се затворија. Додека спиеше, убавицата виде една господја која й рече: "Задоволна сум од добрината на вашето срце, убавице. Доброто дело што го правите жртвувајќи го својот живот за да го спасите својот татко нема да остане ненаградено." Кога се разбуди, убавицата му го раскаже сонот на татка си и, иако тоа малку го утеши, тој сепак јачеше од тага кога дојде време да се раздели од својата мила ќерка. Кога замина тој, убавицата седна во големата сала и почна да плаче, но бидејќи беше многу храбра, му се помоли на Бога и реши да не тагува во тоа малку време што ја остануваше за живење, бидејќи беше сигурна дека зверот ја изеде таа вечер. Реши да се шета додека чека и да го разгледа убавиот замок. Не можеше да се воздржи да не им се восхитува на убавините и многу се изненади кога дојде до една врата на која пишуваше "Собата на убавицата". Брго ја отвори вратата и се вчудовиде од раскошот што го виде внатре. Но најмногу беше трогната кога виде една голема библиотека, клавсен и ноти. "Не сака да ми биде здодевно", рече тивко. А потоа помисли: "Кога би требало да останам овде само еден ден, не би ми набавиле толкава резерва." Оваа мисла ја врати храброста. Ја отвори библиотеката и виде една книга на која пишуваше со златни букви: "Посекувајте, наредувајте, вие сте овде кралица и господарка." "Ах", рече таа воздивнувајќи, "не сакам ништо друго освен да го видам својот кутар татко и да дознам што прави сега." Тоа го рече во себе. Колку се изненади кога погледна во едно големо огледало и таму ја виде својата куќа и татка си како пристига со бескрајно тажно лице. Незините сестри го пречекаа и, иако правеа гримаси за да изгледаат натажени, на лицата им се забележуваше радост поради тоа што ја загубија својата сестра. По еден миг сето тоа исчезна и убавицата мораше да помисли дека зверот е многу љубезен и дека не треба да се плаши од него. Напладне најде поставена маса и за време на ручекот слушаше прекрасен концерт, иако не гледаше никој. Вечерта, кога се готвеше да седне на масата, го слушна шумот што го создаваше зверот и неволно затрепери. "Убавице", рече чудовиштето, "дозволувате ли да ве гледам додека вечерата?" "Вие сте господар", одговори убавицата треперејќи. "Не", рече зверот, "единствена господарка овде сте вие. Само речете ми да си одам ако сум ви здодевен, и јас веднаш ќе излезам. Кажете, нели сум многу грд?" "Тоа е вистина", рече убавицата. "Јас не можам да лажам, но мислам дека сте многу добар." "Имате право", рече чудовиштето.
но покрај тоа што сум грд, не сум ни паметен. Добро знам дека сум многу глупав. Не е глупав оној што мисли дека не е паметен, одговори убавицата. Глупакот никогаш не помислува такво нешто. Јадете, убавица, рече чудовиштето, и потрудете се да не ви биде здодевно во нашата куќа, зашто сето ова е ваше. Јас би бил тажен ако не сте задоволна. Вие сте многу добар, рече убавицата. Признавам дека ми се допаѓа вашето добро срце и кога мислам на него, не ми изгледате толку грд. Ах, навистина, одговори ѕверот. Имам добро срце, но сепак сум чудовиште. Има многу луѓе што се поголеми чудовишта од вас, рече убавицата. И јас повеќе ве сакам вас со такво лице, отколку оние под чиј човечки лик се крие лажно, расипано и неблагодарно срце. Да бев паметен, рече ѕверот, ќе ви направев некој голем комплимент за да ви се заблагодарам, но глупав сум и се што можам да речам е дека сум ви многу благодарен. Убавицата вечераше со добар апетит. Рече си воопшто не се плашеше веќе од чудовиштето, но за малку ќе умреш од страв кога тој рече: Убавице, сакате ли да ми бидете жена? Извесно време не одговори, бидејќи се плашеше да не го разбесни чудовиштето ако го одбие, но сепак му рече треперејќи: Не, ѕверо. Во тој момент кутрото чудовиште почна да воздивнува и испушти толку страшен свиреж што целата палата одекна. Но убавицата наскоро се смири бидејќи ѕверот рече тажно: Збогум, убавица, и излезе од собата, свртувајќи се уште неколку пати за да ја погледне. Кога остана сама, убавицата почувствува големо сожалување кон кутриот ѕвер. Ах, рече таа, навистина е штета што е толку грд, а толку добар. Убавицата помина доста мирно 3 месеци во палатата. Ձверот ја посетуваше секоја вечер, ја забавуваше додека вечераше, зборуваше мошно и интересно, но никогаш не кажуваше ништо паметно. Убавицата секојдневно откриваше нови добри страни кај чудовиштето. Се навикна да ја гледа неговата грдотија и повеќе не се плашеше кога наближуваше времето на неговата посета. Ами нестрпливо погледнуваше на часовникот за да види дали е веќе 9 часот, бидејќи ձверот секогаш доаѓаше во тоа време. Само едно нешто ја мачеше убавицата. Секоја вечер пред легнување, чудовиштето ја прашуваше дали сака да му биде жена и изгледаше дека го пронижува болка кога таа му одговараше дека не сака. Еден ден му рече: Вие ме растажувате, ձверу. Би сакала да можам да се омажам за вас, но мојата претерана искреност не ми дозволува да ве уверувам дека тоа ќе се случи некогаш. Секогаш ќе ви бидам пријателка и обидете се да се задоволите со тоа. Ќе морам да ве послушам, одговори ձверот. Јас сум праведен, знам дека изгледам ужасно, но многу ве сакам. Сепак пресреќен сум поради тоа. Што сакате да останете овде? Ветете ми дека никогаш нема да ме напуштите. Убавицата поцрвена од тие зборови. Таа виде во своето огледало дека татко и се разболел од тага, поради тоа што ја загуби неа и посака пак да го види. Можам да ви ветам дека никогаш нема да ве напуштам за секогаш, но имам желба пак да го видам татко ми и ќе умрам од тага ако ми го одбиете тоа задоволство. Повеќе би сакал самиот да умрам, рече чудовиштето, отколку да ве растажам вас. Ќе ве пратам кај таткови, вие ќе останете таму, а вашиот кутар ձвер ќе умре од тага. Не, рече убавицата плачејки. Премногу ве сакам за да можам да ја предизвикам вашата смрт. Ви ветувам дека ќе се вратам по 8 дена. Ми дозволивте да видам дека сестрите ми се омажиле и дека браќа ми отишле во војска. Татко ми е сосема сам. Дозволете ми да останам кај него една недела. Задутре ќе бидете таму, рече ձверот. Но запомнете што ветивте. Кога ќе сакате да се вратите, ќе треба само да го ставите својот прстен на масата пред да си легнете. Збогум, убавице. Велејќи ги овие зборови, ձверот воздивна според својот обичај, а убавицата си легна тажна поради тоа што го нажали. Кога се разбуди утрината, се најде во куќата на татка си и кога задзвони со звончето што беше крај незиниот кревет, влезе слугинката и крикна кога ја виде. Кога го слушна незиниот крик,
Добриот човек дотрча и за малку не умре од радост кога пак ја виде својата мила ќерка и тие останаа прегрнати повеќе од четврт час. По првите возбудувања убавицата помисли дека нема облека за да може да стане од креветот, но слугинката и рече дека во соседната соба нашла еден голем сандак полн со златни фустани украсени со дијаманти. Убавицата му заблагодари на добриот звер за тоа внимание. Го зеде најскромниот од тие фустани и рече на слугинката да ги заклучи другите бидејќи сакаше да им ги подари на своите сестри. Но току што ги изговори тие зборови, сандакот исчезна. Татко и рече дека зверот сака таа да го задржи за себе сето тоа и фустаните и сандакот веднаш пак се појавија на истото место. Убавицата се облече, а за тоа време ги известија низините сестри и тие дотрчаа со своите мажи. Обете беа премногу несреќни. Постарата беше мажена за еден млад благородник што беше убав како амор, но тој беше толку влюбен во самиот себе што од утро до вечер мислеше само на својата убавина, а ја презираше убавината на жена си. Втората беше мажена за еден многу убав човек, но тој го користеше својот ум само за да предизвика бес кај другите луѓе, а особено кај жена си. Сестрите на убавицата за малку не умреа од мака кога ја видоа облечена како принцеза и поубава од денот. Таа долго ги милуваше, но ништо не можеше да ја задуши нивната завист, што стана уште поголема кога таа им раскажа колку е среќна. Двете завидливи сестри слегоа во градината за да се наплачат на мира и се зборуваа. Зошто тоа мало суштество е посреќно од нас? Зарем ние не сме помиловидни од неа? Сестро, рече постарата, ми текна нешто. Ајде да се обидеме да ја задржиме овде подолго до 8 дена. Незиниот глупав звер ќе се налути затоа што не си го држала зборот и можеби ќе ја изеде. Имаш право, сестро, одговори другата. Затоа треба многу да ја милуваме. Донесувајќи го тоа решение, тие се качија горе и се однесуваа толку нежно кон сестра си, што убавицата се расплака од радост. Кога поминаа 8 дена, двете сестри почнаа да се ги кубат косите и се правеа толку нажалени што таа им вети дека ќе остане уште 8 дена. Меѓутоа, убавицата се прекоруваше поради тоа што го растажуваше кутриот звер, што го сакаше од се срце. И беше тешко затоа што не го гледаше повеќе. 10-та ноќ што ја помина кај татка си, сони дека се наоѓа во градината на палатата и дека го гледат зверот како лежи на тревата, рече си на умирачка, и ја прекорува поради неблагодарноста. Убавицата се разбуди нагло и се облеа во солзи. Колку сум лоша, рече таа. Му нанесувам болка на зверот што е толку љубезен кон мене. Зар е тој виновен затоа што е толку грти, што има толку малку ум? Добар е, а тоа е поважно од се друго. Зошто не сакав да се омажам за него? Би била посреќна отколку моите сестри со нивните мажи. Жената не ја прават задоволна ни убавината, ни умот на мажот, туку добриот карактер, добродетелта и љубезноста, а зверот ги има сите тие добри особини. Не чувствувам никаква љубов кон него, но чувствувам почит, пријателство и благодарност. Ах, не смеам да го несреќам. Цел живот би се прекорувала самата поради својата неблагодарност. По овие зборови, убавицата стана, го стави својот прстен на масата и пак се врати во креветот. Току што си легна, заспа, а кога се разбуди утредента, со радост виде дека се наоѓа во палатата на зверот. Се облече прекрасно, за да му се допадне и цел ден умираш од стодевност чекајќи да дојде 9 часот вечерта, но часовникот залудо звонеше. Зверот не се појави. Тогаш убавицата се исплаши да не умрел заради неја. Со трчаница ја пребара целата палата, викајќи гласно, беше очајна. Откако пребара секаде, се сети на својот сон и отрча во градината, кај каналот каде што го виде насоне. Го најде кутриот звер спружен, онесвестен и помисли дека е мртов. Се фрли врз неговото тело без страф од неговиот изглед и кога почувствува дека срцето уште му чука, зеде вода од каналот и му ја накваси главата. Зверот ги отвори очите и рече на убавицата: "Го заборавивте своето ветување. Тагата поради тоа што ве загубив ме наведе да решам да умрам од глад, но умирам среќен, бидејќи го имав задоволството да ве видам уште еднаш." "Не, мил мој зверу, нема да умрете," му рече убавицата.
Ќе живеете и ќе ми станете маж. Уште овој миг ви ја давам својата рака и ви се заколнувам дека ќе бидам само ваша. Ах, мислев дека сум ви само пријател, но болката што ја чувствувам ми покажува дека не би можела да живеам без да ве гледам вас. Туку што ги изговори убавицата тие зборови, целиот замок се облеа во светлина. Огнометите, музиката се најавуваше свеченост, но сите тие убавини не можеа да го задржа незиниот поглед. Таа се сврте кон својот мил звер, треперејќи од страв поради опасноста во која се наоѓаше тој. Но какво изненадување! Зверот беше исчезнат, а крај своите нозе таа виде еден принц поубав од Амор, што и заблагодаруваше затоа што го ослободи од магијата. Иако тој принц го заслужуваше сето незино внимание, таа не можеше да се воздржи да не го праша каде е зверот. Го гледате пред своите нозе, и рече принцот. Една лоша самовила ме осуди да останам под таа форма, се додека некоја убава девојка не се согласи да се омажи за мене и ми забрани да го покажувам својот ум. Така само вие на светов бевте доволно добра за да ве трогне добрината на мојот карактер, и нудејќи вие својата круна, се уште не мислам дека сум се одолжил за се што сторивте за мене. Убавицата, пријатно изненадена, му подаде рака на убавиот принц за да го дигне. Заедно отидоа во замокот. Убавицата за малку не умре од радост, кога во големата сала го најде татка си и целото свое семејство, кој убавата господја што ја виде насоне, ги имаше пренесено во замокот. Убавице, и рече таа господја која беше една голема самовила. Приметеа наградата за својот добар избор. Повеќе ценевте добродетелта од убавината и умот и затоа заслужувате да ги најдете сите тие особини соединети во една личност. Ќе станете голема кралица. Се надевам дека престолот нема да ги уништи вашите добродетели. А вие госпогице, им рече самовилата на двете сестри на убавицата, ги знам вашите срца и сета злоба што се крие во нив. Станете две статуи, но зачувајте го сиот свој разум под каменот што ќе ве обвитка. Ќе стоите кред портата на палатата на сестра ви и не ви наметнувам никаква друга мака, освен да бидете сведоци на незината среќа. И ќе можете да се вратите во својата поранешна состојба се додека не ги признаете своите грешки, но се плашам дека за секогаш ќе останете статуи. Дигноглавоста, гневот, лакомоста и мрзливоста може да се поправат, но застранетоста на злобното и завидливо срце представува вистинско чудо и тешко може да се исправи. Тој час самовилата замавна со своето волшебно стапче и сите што беа во салата ги пренесе во кралството на принцот. Неговите поданици го пречекаа со радост и тој се ожени за убавицата која живееше со него долго, а нивната среќа беше совршена, бидејќи се засновуваше врз добродетелта.